Учителот по напивки. Не гледај, каде? До високо на дете со црвената коса. Со очилата? Му го виде лицето? А му ја виделе лузната? Шепоти го следеа Хари од моментот кога излезе од спалната утредента. Луѓето што се редеа пред училницата стоеа напрсти за да го видат или се свртуваа во ходникот за пак да поминат покрај него. Хари посека да не го прават тоа, зашто се обидуваше да се концентрира да си го најде патот до часовите. Имаше 142 скалела во Хогвартс, широки и спирални, тесни и раскладени. Некои што водеа на некое друго место секој петок. Некој скала што исчезнуваше за половина пат и мораш да се сетиш да ја скокнеш. Потоа имаше врати што не се отвараа, ако учтиво не ги замолите или да ги скокнете на точното место. Имаше тврди ѕидови што само се преправаа. Беше многу тешко да се запомни каде што се наоѓа, зашто се чинеше дека се е постојано во движење. Луѓето на портретите постојано се подсетуваа меѓу себе и Хари беше сигурен дека оклопите може да одат. Ниту духовите не беа од помош. Секогаш беше голем шок кога некој од нив одеднаш ќе мизнеше низ вратата што ќе се обидеш да ја отвориш. Речи си безглавиот ник секогаш со радост ги упетуваше новите грифиндорци во правилна насока, но куќниот дух Пивс беше како две заклучени врати или трик скалело. Ако го сретнете кога доцните за на час, ќе ти ги пушти кошниците за да ти отпадне хартија на главата. Ќе ти извлекува килим од поднозете, ќе те каменуваше со парчиња креда и ќе ти се крадеше зад тебе за да ти го зграбчи носот и ќе заврескаше ти ја фати в муцката. Уште полош од Пивс, доколку тоа беше можно, беше чуварот Аргус Филч. Хари и Рон успеа да го изнервираат уште првото утро. Филч ги фати како се обидуваа со сила да влезат низ вратата, за несреќа излезе дека е влез во забранетиот ходник на третиот кат. Не веруваше дека се изгубиле, беше сигурен дека намерно се обидуваа да провалат и се закануваше дека ќе ги заклучи во зонданите, но за среќа ги спаси професорот Квирл. Филч имаше мачка по име Господја Норис, едно ковчесто суштество со боја на прав и ококорени очи како ламби, исти како на Филч. Сама патрулираше по ходниците. Прекршиш ли правило пред неа, направиш ли едно погрешно движење и ќе тргнеше по Филч, кој забревтен ќе се појавеше за 2 секунди. Филч ги знаеше премините во училиштето подобро од сите, освен можеби од близнаците Визли, и можеше да излезе ненадејно како некој дух. Сите ученици ги мразеа и на многумина најдрагата амбиција им беше убаво да ја клоцнат Господја Норис. И тогаш, кога ќе успееш да стигнеш до нив, следуваа и самите часови. Магијата се држеше многу повеќе, како што Хари наврку дозна. Одмахтање со раката и кажување неколку смешни збора. Мораа да ги проучуваат ноќните неба низ телескопите секоја среда на полноќ и да ги учат имињата на разни звезди и движење на планетите. 3 пати неделно одеа во стакленицата од замокот да учат хербологија со малата полничка вештерка професорката Спраут, каде што учеа како да се грижат за сите чудни растенија и гави и дознаваа за што се користат. Далеку најстудениот час беше историја на магијата, единствениот час што го предаваше дух. Професорот Бингс бил навистина стар кога заспал пред огнот во наставничката канцеларија и станал следното утро да предава, оставајќи го телото зад себе. Бинс бербореше додека тие запишуваа имиња и датуми и ги измешаа Емерик Злиот и Урик Чудакот. Професорот Флитвик, професорот по волшебства, беше едно мало човече кое мораше да стои на куп книги за да гледа преку катедрата. На почетокот од првиот час го зеде дневникот и кога стигна до името на Хари, возбудено крикна, падна и им се изгуби од видот. Професорката МакГонагал пак беше поинаква. Хари имаше право кога помисли дека таа е наставничка што не треба да ја лутат, строга и умна. И му одржа лекција истиот момент кога седна на нејзиниот прв час. Преобразбата е една од најсложените и најопасните вештини што ќе ги научите во Хогвартс, рече таа. Секој што е несериозен на мојот час ќе си замине и нема да се врати. Бевте предупредени. Потоа ја претвори катедрата во свиња и обратно. Сите многу се воодушевија и не можеа да дочекаат да почнат.
но напрку сватија дека долго време немаше да може да го претвораат мебелот во живот. По запишувањето многу комбинирани белешки, сите добија кибрид и почнаа да се обидуваат да го претворат во игла. До крајот на часот, само Хермиона Гренџер направи некаква промена кај кибридот. Професорката Макгоналд му покажа на класот како целиот станал сребрен и шилест и покажа ретка насмевка на Хермиона. Часот, што сите го очекуваа со нетрпение, беше одбран од мрачните вештини. Но часовите на Квирл беа малку несериозни. Во училницата имаше силен мирис на лук, за кој сите рекоа дека е заштита од вампир што го сретнал во Романија и се плашал дека ќе се врати по него овие денови. Турбанот, им рече тој, му го дал африкански принц како благодарност што ги ослободил од некоја проблематично зомби, но не беа сигурни дека му веруваа. Како прво, кога Шејмус Финган љубопитно го праша Квирл како го победил зомбито, овој подцрвени и почна да зборува за времето. Како второ, забележа дека околу турбанот висеше чуден мирис и близнаците настојуваа дека и тој беше наполнет со лук, како заштита за Квирл каде и да одеше. На Хари многу му олесна кога дозна дека не се останува премногу за другите. Многумина беа дошли од маголски семејства, исто како него. Воопшто немаа поим дека се вештерки или волшебници. Имаше толку многу за учење што дури и луѓе како Рон немаа многу предност. Петок беше важен ден за Хари и Рон. Конечно успеаа да се спуштат долу во големата сала за поедок без да се изгубат ниту еднаш. Што имаме денеска? Хари го праша Рон додека ставаше шеќер во овесната каша. Блок час. Напивки со учениците од Слитерин, рече Рон. Снејп раководи со куќата Слитерин. Велат дека секогаш ги фаворизира. Денеска ќе имаме шанса да видиме дали е тоа точно. Каму среќа Макгоналд да не фаворизираше нас, рече Хари. Професорката Макгоналд беше раководител на куќата Грифиндор, но тоа не ја спречи да им даде еден куп домашни работни преку ден. Баш во тој момент пристигна поштата. Хари полека почна да се навикнува, но првото утро беше и текако шокиран кога стотина бубови наеднаш влетаа во големата сала на поедок. Кружаа околу масите додека не ги видоа собствениците и им пуштаа писма и пакети во скутовите. Хедвиг донеска не му донесе ништо на Хари. Некогаш влекуваше да му призгрицка убото и да касне малку тост пред да отиде на спиење во живеалиштето со другите училишни бубови. Но ова утро се распретак меѓу мармаладот и сарот со шеќер и испушти порака во чинијата на Хари. Тој веднаш ја отвори. Драг Хари, напишано со многу лош ракопис. Знам дека в петок имаш слободно попладне, па дали би сакал да дојдеш на шолја чај околу 3? Сакам да чујам се за твојата прва недела. Прати ни одговор преку Хедвиг. Хагрид. Хари го поземи перото на Рон. Нашкраба со задоволство се гледаме подоцна. Одзеди на пораката и пак ја испрати преку Хедвиг. Среќа што Хари ја доби поканата за чај од Хагрид, па имаше на што да се радува, зашто часот по напивки се покажа како вистинска катастрофа. На банкетот на почетокот од семестарот, Хари си помисли дека не му се допаѓаше на професорот Снейп. До крајот на првиот час по напивки знаеше дека сгрешил. Не е дека Хари не му се допаѓаше на Снейп, тој го мразеше. Часовите по напивки се одржуваа во една од занданите. Овде беше постудено отколку во главниот замок и ќе беше доволно морничаво и без закиселените животинки потопени во стаклени тегли насекаде под зидовите. Снейп, како и Флитвик, го почна часот со прозевање и како Флитвик застана кај името на Хари. А да, Тивко рече, Хари Потер, нашата нова славна личност. Драко Малфој и неговите другари Кейп и Гойл си ги котеа за своите дланки. Снейп заврши со прозивањето и погледна кон класот. Очите му беа црни како на Хагрид, но немаше ни трошка од нивната топлина. Беа студени и празни и те тераа да помислиш на мрачни тунели. Тука сте да ја учите суптилната наука и точната уметност на правење напивки, почна тој. Зборуваше едва и погласно од шепот, но го слушнаа секој збор. Како и професорката Макгоналд, Снейп имаше дарба да држи час во тишина без напор. Затоа што овде нема многу глупаво мафтање со стапчиња. Многумина од вас тешко ќе поверуваат дека ова е магија.
Не очекувам дека во целост ќе разберете убавината на тивко зоврениот котел со треперлива пареа, деликатната моќна течност што ползени човековите вени, кои кома ги псуваат умот и ги заробуваат сетилата. Можам да ве научам како да затворите слава во шише, да ферментирате сјај, дури и да ја запрете смртта. Само ако не сте групата поглавци, како што обично морам да ги учам. По овој говор следуваше уште тишина. Хари и Рон разменија погледи со кренати веки. Хермиона Гренџер стоеше на работ од столчето и изгледаше очајна да докаже дека не е поглавец. Потер, рече Снейп одеднаш. Што ќе добием ако додадам иситниот корен од афодел и екстракт од пелин? Иситниот корен од што? На екстракт од што? Хари погледна во Рон, кој изгледаше еднакво занемен. Раката на Хермиона стрелна во воздухот. Не знам, господине, рече Хари. Усните на Снейп одбивно се собраа. Славата очигледно не е се. Ги игнорираше раката на Хермиона. Да се обиде на повторно, Потер. Каде би побарале ако ви кажам да ми најдете безоар? Хермиона ја испружи раката највисоко што можеше, без да стане, но Хари немаше поим што е тоа безоар. Се обиде да не гледа во Малфој, крепи Гойл, кој се тресе од смеа. Не знам, господине. Не ти текна да ја отвориш книгата пред да тргнеш на училиште, а, Потер? Хари се присили да гледа и натаму во тие студени очи. Ги беше разгледал своите книги кај Дърслиеви, но дали Снейп очекуваше да запомни се од илјада магични тревки и габи. Снейп се уште игнорираше трепетливата рака на Хермиона. Што е разликата, Потер, помеѓу само критика и волчји отров? На ова Хермиона стана, со раката испружена кон плафонот од зантаната. Не знам, тивко рече Хари. Мислам дека Хермиона знае. Зошто не се обидете со неа? Неколкумина се насмеаа. Хари му го улови погледот на Шејмус и тој му намигна. Снейп меѓутоа не беше толку задоволен. Седнете и отсече на Хермиона. За ваша информација, Потер, асфоделот и пелинот прават толку силен напиток што е познат како голтка жива смрт. Безоарот е камен од желудник на коза и ќе те спаси од повеќето отрови. Што се однесува до само критиката и волчјиот отров, тие се едно исто растение, познато и под името аконит. И сега, зошто не го запишувате се во ова? Одеднаш се разборичкаа по пера и пергамент. Снейп ги надвика и ќе одземам поен од домот Грифиндор за вашата дрскост, Потер. Работите не се подобруваа за Грифиндор како што течеше часот по напитки. Снейп ги стави сите во парови и им даде задача да измешаат едноставен напиток за лекување пликови. Шеташе наоколу со долга црна наметка, ги гледаше како мерат сушени коприви и дробат змиски заби. Ги критикуваше речиси сите, освен Малфој, кој како да му се допаѓаше, им кажуваше на сите да погледнат како Малфој совршено ги сварил роглестите полжеви, кога облаци жолто-зелен чат и гласно шиштење ја исполнија зантаната. Невил некако успеа да го стопи котелот на Шејмус во искривена грудка и нивниот напиток течеше по камениот зид и им гореше дупки во чевлите на децата. За неколку секунди сите беа веќе качени на столовите, а Невил, кој беше целиот намокрен од напивката, стенкаше од болка, додека луди црвени пликови му никнуваа по целите раце и нозе. Идиот, заража Снейп. Тој го рачусти истурениот напиток со еден замах на стапчето. Предпоставувам дека ги додаде иглите од бодликаво прасе пред да го тргнеш котелот од оган. Невил си молеше додека пликови му никнуваа по целиот нос. Одведете го во болничкото крило, луто му рече Снейп на Шејмус. Потоа им се нафрли на Хари и Рон, кои работеа покрај Невил. Ти, Потер, зошто не му кажа да не ги додава иглите? Мислеше дека ќе изгледаш подобар ако Невил сгреши, нели? Тоа ти е уште еден поен минус за Грифиндор. Ова беше толку неправедно што Хари ја отвори устата за да се распрева, но Рон го плоцна зад котелот. Не си го барај, промрмори тој. Слушнав дека Снейп знае да стане многу здодевен. Додека излегуваа од зонданата нагоре по скалите, по еден час на Хари му се роеа мисли во главата и беше нерасположен. Загуби 2 поена за Грифиндор во првата недела. Зошто Снейп го мразеше толку?
Горе главата, рече Рон. Снейп секогаш им одзема поеми на Фред и Џорџ. Може да дојдам со тебе да го запознаам Хагрид? Во 5 до 3 го напуштија замокот и се упатија преку дворот. Хагрид живееше во дрвена колиба на работ од забранетата шума. Имаше самострел и пар калоши пред влезот. Кога Хари тропна, однатре слушна избезумено гребење и неколку громогласни лаежи. Потоа се огласи Хагрид. Назад, песјак, назад! Големото влакнесто лице на Хагрид се појави низ процепот кога ја подотвори вратата. Почекајте, рече тој. Назад, песјак! Ги пушти внатре мачејки се да го задржи ременот на една огромна данска дога. Внатре имаше само една соба. Од плафонот висеа шунки и фазани. На отворениот врат вриеше бакарен лонец, а во аголот имаше голем кревет покриен со разнобоен јорбан. Опуштете се, како да сте дома, рече Хагрид и го пушти песјак, кој веднаш јурна на Рон и почна да му ги лиже ушите. Како и Хагрид, песјак очигледно не беше толку страшен како што изгледаше. Ова е Рон, му рече Хари на Хагрид, кој си плуваше зовриена вода во големиот чајник и ставаше тврди колачиња во чинијето. Уште еден визли, а? Рече Хагрид, кога ги виде пегите на Рон. Полој на живот ми помина во бркање на оние твојне браќа близначиња од шумата. Колачињата за малку не им ги скршија забите, но Хари и Рон се преправаа дека уживаат во нив додека му раскажуваа на Хагрид се за првите часови. Песјак ја држеше главата врз коленото на Хари и му се легавеше по целата облека. Хари и Рон се воодушевија кога Хагрид го нарече Филч таа стара будала. А она мачкиштено господја Норис треба некогаш да ја запознаам со песјак. Знаете, оди секогаш кога ќе дојдам до училиштето, се по мене иди. Не можам да куртувам од неа. Филч така и кажува. Хари му раскажа на Хагрид за часот Снейп. Хагрид, како и Рон, му рече на Хари да не се грижи, зашто Снейп не сака рече си ни еден ученик. Но баш изгледаше како да ме мрази. Глупост, рече Хагрид. Отидете нејки. Сепак Хари не можеше да не помисли дека Хагрид не го погледнува право во очи кога го рече тоа. Што работи брате Чарли? Хагрид го праша Рон. Многу го сакав тоа дете. Беше добро со животните. Хари се праша дали Хагрид намерно ја смени темата. Додека Рон му раскажуваше се околу Чарлиевата работа со змеови, Хари крена парче хартија што лежеше на масата под покривката за чајник. Беше исечок од дневниот пророк. Најнови вести за провалувањето во Гринготс. Продолжува истрагата за провалувањето во Гринготс на 31 јули, за кое многумина веруваат дека го извршиле непознати мрачни волшебници или вештерки. Гринготските гоблини денеска тврдеа дека ништо не е земено. Пребараниот трезор всушност бил испразнет истиот ден. Но не ви кажуваме што имаше внатре. Затоа не пикајте нос за да не ве снајде нешто што не треба, рече потпаролот од Гринготс попладнево. Хари се сети дека Рон во возот му рече дека некој се обидел да ја ограби Гринготс, но Рон не го спомена датумот. Хагрид, рече Хари, во Гринготс провалиле на мојот роден ден. Може би се случувало додека бевме таму. Немаше сомневање. Хагрид овој пат сигурно не го погледна Хари во очи. Загровда и му понуди уште едно колаче. Хари пак ја прочита приказната. Пребараниот трезор всушност бил испразнет порано истиот ден. Хагрид го испразни трезорот 713, ако може да се нарече празнење, земањето на тоа валкано пакетче. Можно ли е тоа да го барале крадците? Додека Хари и Рон се враќаа кон замокот за вечерта, во џебовите натежнати од тврдите колачиња кои беа преучтиви да ги одбијат, Хари си помисли дека ни еден час дотогаш не го натера да размислува колку чајот на Хагрид. Го зеде ли Хагрид пакетчето токму на време? Каде беше пакетчето сега? И знаеше ли Хагрид нешто за Снейп што не сакаше да му го каже на Хари?